се евидентна, а ефикасноста на добро реализиран јавен превоз и организиран ја гледаме токму во западноевропските земји, каде што без проблем влегуваме во автобус, метро и трамваи, стасуваме сегде во рокот 10 минути, а велосипедските патеки носат повеќе бенефити, лични, колективни, од колективен аспект подобра, почиста животна средина, а од личен аспект подобро здравје, нели? И секако возењето велосипед е здрава навика, но за да возиме велосипед мора да имаме велосипедски патеки. Мораме да се спротивставиме што поскоро на масовната урбанизација која што се повеќе ни го уништува зеленилото, кое што и онака го имаме во мал број. Секаде, не само кај нас, меѓутоа ние денеска зборуваме за нашата општина. Со проектот Зелена мапа за зелена заедница, кој што е дел од повеќе годишната програма Поддршка за изборни реформи, сум избран за мобилизатор на заедницата и нашиот проектен тим предложи, како што и претходно Стефче представи, дигитални решенија. Дигитални решенија со кои што ние ќе собираме податоци за квалитетот и квантитетот на зеленилото, велосипедските патеки, автобуските постројки и преработката на отпадот во нашата општина. Зошто дигитални решенија? Ние во прв план ги избравме дигиталните решенија, бидејќи тие се одлика на новото време и процесите на дигитализација се неизбежни. Една од областите во кои што јас сум младински активист и процесите на дигитализација и силен поддржувач во сите области, бидејќи овој процес е неизбежен, а најбитно бидејќи добро дизајнирани дигитални решенија и уште подобро реализирани се гарант за брзина, ефикасност, ефективност и резултати. Нешто што на сите нас ни го леснува секојдневието. Бројките кои што ние ќе ги собереме со нашата апликација, со која што ќе помогнеме да се формира некој зелен катастар веќе кога не наидуваме на официализација на тој процес, ќе ја отсликаат реалната слика надвор од оваа зграда и насекаде во градската околина, ќе ни помогнат во нашиот мониторинг, кој што ние го правиме на месечно ниво, така да подбудно око се сите политички субјекти и од позиција и од опозиција, затоа и ги повикавме тука денес, ги повикавме на говорница да ги кажат, како што ни се вика и настанот, заеднички заложби, бидејќи се е снимено, се е документирано, така да утре, кога некој би отстапил од своите ставови, ние би имале со што да го побиеме или да го подсетиме, како што спомнавме. Велес може и мора да прерасне во добар пример за трансформативна заедница кон зелена и општина која треба да го зачува приметот дека ја започнала, ама и ја извојувала зелената револуција, односно еколошката револуција. Сега, за мене искрено поразително е што се уште зборуваме за тоа после 12 години, бидејќи тоа значи дека во меѓувреме практично ништо не се случило. И тоа е поразително. Верувам дека малиот придонес кој што ние ќе го дадеме со нашата апликација, со нашите дигитални решенија, кои што во периодот пред нас, како што напомена Стефче, ќе бидат ставени официјално во функција и ќе има обуки, ќе ве поттикнат и вас да тргнете кон потрага по некои поразлични, некои нови, исто така дигитални решенија, меѓутоа и со конкретни предлози за активности. Дали тоа ќе бидат герила акции, какви што активности од таков тип беа спомнати претходно, за да се постигне привлекување на вниманието од официјалните страни, или било што слично кон остварување на оваа цел, ние сме отворени за соработка и сметам на вашите идеи и предлози. Накратко тоа би било се што јас имам да кажам. Започнавме со млади, завршуваме со млади и мислам дека треба да продолжиме со млади, бидејќи младите често се вели дека се иднината. Не, јас верувам дека младите се сегашноста и младите треба да функционираат и да действуваат сега. Благодарам. Благодарам.